Лидерот на владеачката партија, Христијан Мицкоски, денеска оствари средба со новиот претседател на Европскиот совет, белгискиот премиер Шарл Мишел. Во фокусот на разговорите била европската перспектива на Северна Македонија и предизвиците поврзани со уставните измени. Мицкоски го информирал Мишел дека опозицијската партија е подготвена за разговори, но дека бара гаранции за одржување на принципите на демократијата и владеењето на правото. Тој исто така побарал да се почитуваат интересите на македонскиот народ и државата во процесот на европска интеграција. Во Родос и Ливно се прогласена вонредна состојба поради катастрофалните последици од бурата Бора, која предизвика поплави од библиски размери. Особено погодена е областа Јалисос на Родос, каде врнежите продолжуваат, а реките се уште беснеат, предизвикувајќи огромна материјална штета. Жителите се предупредени преку системот 112 да останат дома и да избегнуваат непотребно излегување надвор. Локалните власти, противпожарната служба и градската управа на Родос се на готовност за решавање на проблемите, додека наскоро ќе започне процесот на проценка на штетите за да се обезбеди соодветна одштета за настраданите. Градоначалникот на Родос, Александрос Којадис, ја побара вонредната состојба по саботните поплави, кои се оценуваат како најтешки во историјата на островот. Израел изврши серија воздушни напади врз позиции на Хезболах во Либан, при што загинаа најмалку 7 лица, а многумина се повредени. Овие напади следуваат по обновувањето на конфликтот меѓу Израел и Хамас во Газа, по истекот на примирието. Израелската армија соопшти дека нападите се одговор на ракетните напади од територијата на Либан. Либанските власти го осудија израелскиот напад како грубо кршење на суверенитетот на државата и побараа итна реакција од меѓународната заедница. Ситуацијата дополнително ги влошува регионалните тензии, а аналитичарите предупредуваат дека конфликтот би можел да се прошири, со што би се зголемила нестабилноста на Блискиот исток. Виетнамската економија се соочува со големи предизвици, бидејќи брзата индустриализација доведе до еколошки и социјални проблеми кои ја загрозуваат стабилноста. Владата презема мерки за поддршка на малите и средни претпријатија, како и за привлекување странски инвестиции за да ја зајакне економијата. Сепак, растечките долгови и зависноста од глобалните пазари создаваат дополнителни ризици. За да се избегне економски колапс, Виетнам се свртува кон зелени технологии и одржлив развој како стратешки приоритети. Со поддршка од меѓународни партнери, земјата се обидува да го намали јаглеродниот отпечаток и да ги диверзифицира изворите на приходи. Аналитичарите предупредуваат дека успехот на овие напори зависи од брзината и ефективноста на реформите.